Малку сум прагматична денеска, ќе зборувам за бројки, ќе користам информации од локалните украински медиуми, затоа што јас не сум само новинар, јас сум и главен уредник на локален украински весник, кој што е лоциран во северниот дел од Украина, на границата со Полска и Белорусија. Во моментов започнав со својата работа, некаде летоска. Татко ми беше главен уредник на овој весник, и тоа долго време. Сега служи во армијата. Сакам да зборувам за ова, затоа што ова е еден од проблемите кои што медиумите во Украина ги соочуваат. Пред тоа, би сакала со вас да споделам, како што реков, цифри и да зборувам за проблемите со кои што се соочуваат украинците поради војната. Прво, главните предизвици се секако недостаток на вработени, психолошкиот притисок, недостаток на средства. Кога става збор за недостаток на вработени, ова се должи на тоа што многу украинци се преселија во европски земји или пак избега од земјата. Многу украинци во моментов слушат во армијата, како што е, например, еден од нив е татко ми, кој што исто сакаше да биде на конференцијава, но не може. Ова е главниот проблем со кој што се среќаваме денеска. Исто така психолошкиот стрес. Јас бев под стрес, немавме денеска струја, не знам дали ќе можам да ви се приклучам на интернет. Како што знаете, имаме недостаток на струја и имаме рестрикции. Дури во моментов проверувам дали ќе успеам да зборувам нормално. Имаме прагматички препреки. Де се ова секојдневни проблеми? Имаме проблеми и со секојдневието, и со демократијата, и со психолошкиот стрес, секако недостаток на персонал и така натаму и така натаму. Исто така би сакала да споменам дека имаме недостаток на средства, заради тоа што, како што реков, мојот медиум е локален, на северо, запад се наоѓа. Имаше една студија во 2023 од Фондацијата за медиумски развој. Овој украински центар за развиток на развој на локални медиуми. Тие рекоа дека локалните медиуми во централна и западна Украина добиваат средства, односно финансии од регионите на фронтот. Исто така, во нашиот медиум размислувавме што да сториме, поради тоа што само 45% од приходите на локалното уредништво во Украина добива средства од донатори. И можат слободно да си работат и независно да работат за разлика од тоа, во Северна Украина 87, во јужниот дел можат да работат, затоа што овие региони патат од руска окупација и инвазија. Исто така се под удар на проектили. Цела Украина секако дека на различен начин е погодена од оваа војна. Што предизвикува? Што е проблемот со овој недостаток на финансирање и на западните делови од Украина? На медиумите. Се создаваат
новинарски пустини. Што значи тоа? Тоа значи дека некои луѓе во некои региони немаат слободен пристап до информации. Некои оддалечени краеви, некои што живеат во меури не може да дознаат, да сватат што се случува. Северните делови, кои што се граничат со Белорусија, немаат пристап кон украински медиуми. Луѓето таму мора да слушаат белоруска пропаганда од границата. Исто така, мораме со ова да се соочуваме, да го сузбиваме. Овие пустини го успоруваат демократскиот развој на нашата земја и на нашиот регион. Тука би сопрела, затоа што ви го представив проблемот. Понекогаш се прашувам што може да се стори. Во Украина, например, имаме многу невладени организации и многу движења, многу медиуми. Се обидуваме да се избориме со собствени сили. Се обидуваме кога ќе видиме лажни вести или буквално пропаганда, кога ќе видиме на белоруските медиуми, сакаме да ги исконтактираме луѓето од северниот дел на Украина и да им ги покажеме нашите вести, вистинските вести, да отвориме диалог. И мислам дека е важно сите ние, не само украинци, туку сите луѓе во светот, некако секако сме жртви на пропаганда. На руската пропаганда особено. И мислам дека едно од решенијата, сега може да ви звучи лудо, но секој пат кога читате вести, треба да се запрашате што читам јас. Дали и јас сум производ на руска пропаганда? Кои се изворите на информациите? Некои логични работи. Но ова влие сепак на нашето видување на нештата. Исто така, сакам да ви кажам нешто важно. Секогаш кога зборувам со луѓе и велам дека украинците патат од злосторство против човештвото и против демократијата и се соочуваат со нив лице в лице. Например, за 2 години, пред 2 години кога започна инвазијата на Русија, имаше 764 кривични дела против новинарите и медиумите во Украина и од почетокот на војната 329 украински медиуми се имаат затворено. Согласно некои студии на невладини организации од Украина кои што поддржуваат локални независни медиуми. Например, нашиот медиум, каде што јас работам како уредник привремено и ние се соочуваме со истиот проблем. Имаме проблеми со финансии, со странски донатори, немаме доволно персонал, двајца наши вработени се во војска, вклучувајќи го и татко ми, кој што беше дизајнер и главен уредник. Имаме и проблем со рестрикции на струја и така натаму и така натаму. Но, покрај ова, that we need to somehow mobilize all together to think. Треба сите да се здружиме и заеднички да размислуваме како можеме да најдеме излез, како да го заштитиме нашиот регион, нашиот северен, делот од северна Украина, кој што е под напади на белоруската пропаганда. И не само тоа, дури ке нас, во нашиот регион,
кој што е далеку од фронтот, исто пати од воздушни тревоги за воздушни напади, се случуваат воени вежби, што влие на нашата работа, на нашите распореди за дневната работа. То луѓето треба да се кријат и кога има сирена за воздушна I will. воздушна тревога. This is what I wanted to say, first of all, in general. And I might said lots of problems. Многу работи реков, многу проблеми изложив, но сепак морам да кажеме дека продолжуваме, работиме, пишуваме вести, се бориме за демократија и за слободата на локалните медиуми. Уште имаме надеж дека наскоро наскоро ќе престанеме да пишуваме за воени жртви, за уништување, за воени злосторства, туку за теми од слободниот живот.